Талат Џафери и двајца пратеници кои заразени со COVID-19 гласаа во скафандери за работија кривични пријави, кои може да им донесат и до 10 години затвор. Опозицијската ВМРО ДПМН до обвинителството поднесе тужби против собранискиот спикер и пратениците Бисера Костадиновска-Стојчевски и Мирослав Богдановски, поради основано сомнение дека ги прекршиле членовите 205 и 206 од кривичниот законник. Пријавата против Џафери бидејќи дозволил заразени пратеници да присуствуваат во собранието, а против Костадиновска-Стојчевски и Богдановски бидејќи го прекршиле решението за изолација и во опасност го довеле здравјето на други лица. Во неделата беше прекршен и Законот за заштита на населението од заразни болести, кој што, внимавајте, имаше измена и дополнувања кој што ги донесе овој пратенички состав во месец октомври 2020 година. Се надеваме дека јавното обвинителство ќе се издигне над притисоците од страна на власта и ќе постапи. Костадиновска-Стојчевска пак најави дека ќе врати со кривични пријави кон пратениците на ВМРО ДПМН, поради тоа што не учествувале на седниците, туку седеле во своите канцеларии. Она што е интересно, вакво кривично дело во македонските закони не постои. На колегите од ВМРО ДПМН ќе возвратам со кривична пријава до сите од нив, затоа што доаѓаат на работа каде за нас е предвидено да работиме минимум 5 дена во неделата и 8 часа, а тие седат по канцеларии. На пратениците од левица исто ќе им возвратам со кривична пријава, зошто не ги исполнуваат условите кои ги потпишаа кога прифатија да бидат пратеници. Се појавуваат 10 минути неделно на едно процедурално, од кое прават театар и си заминуваат. Иако јасно е запишано дека лице кое е во изолација може да го напушти домот само доколку му е потребна лекарска помош, од водачката СДСМ продолжуваат да ги бранат своите пратеници. Пратеничката Снежана Калеска-Ванчева вели тие не изгледа се шетаат, туку само да гласаат во собранието. Тие не излегоа да се шетаат на широк сокак. Ниту беа во ресторан. Ниту беа на било кое друго место. Дојдоа на свикана седница согласно протоколот и ја завршија својата обврска. И замина повторно согласно утврден протокол. Така да обвинителството и судот нека ценат дали навистина тие пратеници заслужуваат кривична одговорност. Кривична пријава против Џафери и двајцата пратеници поднесе и левица. Од таму велат дека со преземеното дејствие предизвикале страф и несигурност кај пратениците и јавноста, но воедно го довеле во прашање здравјето и животот на народните избраници и нивните семејства.